Компанијата Зелена куќа ќе го пресели дел од капиталот во оранжериското производство од кочани во соседна Србија. Според планирањата, во наредните 2 години во општината Врањска бања би требало да се инвестираат околу 4 милиони евра за изградба на нов оранжериски комплекс што ќе ги користи тамошните ресурси на геотермална вода. Причина за преселбата на капиталот и инвестирањето во странство е што трошоците за геотермална вода што кочанската компанија ги плаќа за загревање на оранжериите кај нас се за 10 пати повисоки од оние во Србија. Поради тоа, сите корисници приклучени на системот на геотерма се откажаа од користењето топла вода, па Зелена куќа остана единствен корисник. Со тоа и капацитетот на системот е недоволно искористен, односно наместо 1 милион и 300 илјади метри кубни вода колку што порано се користеле на годишно ниво, сега се трошат само 700 илјади метри кубни. Неискористен останува и новиот извор, за кој дупчењето беше направено пред неколку години, а од каде требаше да се обезбедуваат уште 200 илјади метри кубни геотермална вода. Увидот во фактурите што ги испорачува комуналното претпријатие Водовод покажува дека во периодот од 10 години цената е зголемена за 3 пати, односно од околу 16,5 денари во 2005-та, денес таа изнесува 48 денари за метар кубен. Најголем пораст е забележан во последните 3 години, откако одредувањето на цената на геотермалната вода од Државната регулаторна комисија за енергетика премина во надлежност на Советот на општина Кочани. Освен корисниците кои ги загревале своите оранжериски комплекси, штета од таквото покачување, велат во Зелена куќа, трпи и комуналното претпријатие Водовод, затоа што искористувањето на капацитетите е преполовено и покрај повисоката цена по метар кубен. Единствено ќар има локалната самоуправа, која од сумата што се наплаќа за концесискиот надомест добива 78%. Но на долг рок штетата е ненадоместлива, затоа што домашните компании веќе започнаа постапка за селење на бизнисот и капиталот. Во Зелена куќа дојдоа представници од општината Врањска бања за да се договорат можностите за инвестирањето кај нив. Ние веќе имавме еден конструктивен состанок со собствениците на овие оранжерии и дојдовме да видиме како тие работат, на кој начин, затоа што ние сме заинтересирани да им понудиме нешто во нашата општина, одредена површина со земјиште за тие да инвестираат кај нас, односно да направиме оранжерии како овие што ги видовме. Имаме извор на геотермална вода со температура од 96 степени Целзиусови. Имаме еден дел под оранжерии што се загреваат со таа вода и сакаме да го понудиме тоа место каде веќе постои систем што за жал сега не работи, но преку Агенцијата за приватизација до крајот на оваа година треба да се продаде, па им го нудиме на вашите луѓе кои имаат искуство во оранжериското производство. Општинското раководство на Врањска бања вели дека ќе им ги овозможи сите услови и поволности на нашите инвеститори за да вложат во нивната општина, а во новите оранжериски капацитети би се одгледувале раноградинарски производи. Оттаму велат дека за секој нововработен, владата на Република Србија дава субвенција од околу 10.000 евра. Според почетните договори, во Кочанската Зелена куќа предвидуваат дека со новата инвестиција би можеле да се вработат 80 до 100 жители на Врањска бања. Не се исклучува и можноста, покрај новата инвестиција, и постојните оранжери од Кочани комплетно да се преселат во Србија.